Активисти и експерти за животна средина и представници на локалната самоуправа беа дел од денешната панел дискусија на која се расправаше околу можните решенија за депониите во Полошко. Долгорочно решение за депонијата на влезот во Тетово и воведување на јавен градски превоз се дел од активностите кои би придонеле да се намали загадувањето во воздухот и почвата, велат од невладината Екогерила. Решение за грејењето, како што знаете, од Тетово повеќе луѓе се греат со дрво, но на овие граѓани не им се дава алтернатива да се греат со алтернативни решенија како што е гасификација или други алтернативни. Нема доволно соработка помеѓу централна и локална власт, па после тука не е само работева за ова депонија само со една општина, туку се неколку општини од регионот на Полог и тука претпоставуваме од тоа колку што знаеме имат можеби недоразбирање, инвестицијата би можело да е голема, дали е економскиот фактор, дали е друг фактор. Директорот на јавното комунално предпријатие вели дека пред 6 месеци ветиле оти ќе изнајдат решение за проблемот со сметот во Тетово. Првата верзија за сега во 1-2 април дека со 300. За сега сите нашите камиони што собираат по гради и селите, џубрето ќе ги влезат директно во големите години до 35 тона, а втората фаза сега работиме со халата што од страна општината тоа ги подели тие средства до 30 милиони денари и надевам дека во вторник, во другата недела халата треба да почне да се гради и мислам дека ќе биде еден огромно решение за ЈКП. А нормално че имаме многу бенефити, што е најважно за сега ЈКП нема да има трошоци за транспорт на џубре и второто че имаме плюс бенефит од приходите за рециклираните и другите. Решавањето на проблемот со сметот е заеднички, не само за една, туку и за повеќе општини кои гравитираат во Полошкиот регион. Заради тоа потребна е соработка меѓу локалните, но и со централните власти. Ова прашање со отпадот во Македонија, а и во Полошкиот регион бара соработка и локално, национално и дополнително со граѓанскиот и бизнис секторот, бидејќи сите имаат некаков удел и сега некој ако закочи во таа работа, иде работата бавно. И навистина е штета што ние не успеваме, иако парите 80% се од ИПА фондови, не успеваме тоа побрзо да го правиме. За Полошкиот регион до 2014 имаше план да иде преку јавно-приватно партнерство, но поради проблеми со тој што беше избран како концесионер и така натака, владата го поништи тој договор и едноставно моментално има статус кво во Полошкиот регион, едноставно проблемот не се решава. Проблемот со дивата депонија на влезот од Тетово е дводецениски и покрај постојаните најави на локалните власти за конкретни решенија, реализација и натаму нема. Загаденоста на воздухот во Тетово, речиси во текот на целата година е над дозволените граници.